Веќе од годинава нема да има екстерно тестирање. Законските измени уште утре ќе се најдат пред надлежните собраниски комисии. Ова на пресконференција го порача идната министерка за образование Рената Десковска. Таа нагласи дека со формирањето на собраниските тела веќе се создадени услови за итна измена на законите кои го предвидуваат ова тестирање за основците и средношколците. Значи, ние ќе направиме се законот да биде донесен. Утре ќе се работи ако треба цел ден, сабота и недела имало обичај собранието да работи, така што ќе бидат направени сите напори законот да биде донесен. Доколку не биде донесен, што јас не верувам, мислам дека веќе наоѓаме на разбирање во смисла што денеска видовме од блокирање на комисиите, формирање на комисии, има и резервни варијанти како да се реши проблемот. Со потекот не се согласуваат од ВМРО ДПМН. Сметаат дека со укинувањето на екстерното тестирање се прави популистички потек и нема на никаков начин тоа да придонесе по квалитетно образование. Екстерното тестирање е тестирање на реалното знаење кое се применува во сите европски земји. Укинувањето што СДС го предлага е само популистичко додворување на дел од родителите и учениците и нивна злоупотреба заради политички поени. Со ова укинување, СДС само ќе им направи контрауслуга на среден и дол крок, бидејќи го враќа повторно на мала врата образовниот процес од времето на транзицијата, кога оценките не беа одраз на знаење, туку резултат на притисоци врз наставниците, влијание од страна на родителите, спуштање на критериумите кои потоа ќе се одразат на пазарот на трудот. Оваа популистичка антиреформа на СДС ќе предизвика криза на вистинските вредности. Децата ќе бидат изедначени само по оценките и нема да се вреднува трудот и квалитетот. СДС наместо да нуди конкретни мерки за подобрување на квалитетот на образованието, прави чекори од кои потоа во иднина ненадомеслива штета ќе трпат пред се децата и нивните родители. Укинувањето на екстерното тестирање беше предизборно ветување на Зоран Заев. За да се укине екстерното тестирање треба да се сменат законите за основно и средно образование, како и законот за наставници.